Македонската метропола никако да се тргне од листата на најзагадени градови во светот. Скопјани и денеска се разбудија во густа магла и смрдеа. Граѓаните велат дека се труја со отровен воздух, а градските власти велат дека се ширел популизам. Според платформата IQR, Скопје и утрово се најде во топ 10 незагадени градови во светот, а во регионот пред нашиот главен град единствено е само Сараево. Граѓаните реагираат и бараат поголема сериозност од градските власти, за кои како што велат ништо не работат. Загад не може да се дише, само кашлам. Ја нон-стоп кашлам. Градските власти велат дека прават нешто, ама ситуацијава на терен. Многу прават, видовме колку прават. До сега, сите години веќе све е подобро и подобро. Одете на Кајсарија да видите како гората обнови таму. Како не пречи бе, бате? Како да не пречи, некому не ме пречи. Зашо сум ја ставил маскава? Прават ли доволно градските власти за да се среди состојбава или? Не, бе, права, знаеш што права? Права за учеб да стават кај нив. Ви пречи? Да, многу ми пречи во дишењето. Али тоа е тоа, се што да правим. Екологистите по кој знае кој пат алармираат дека град Скопје мора да направи сериозни чекори и еднаш за секогаш да стави крај на овој долгогодишен проблем за сите. Искрено никој нема слух веќе. За ова и тука максимално ме вади тоа такт. 8 години зборам на темава колку е загадено. Еве сега како советник натре во град Скопје збориме на истата тема. Ниту градот сака да преземе некои сериозни чекори, ниту општините, ниту државата. Заглавени сме во еден циклус каде што во 2021 5600 луѓе умреле поради неволјата и нежелбата да се преземат сериозни чекори кон решавање на проблемот. Зелен Хуман град обвинува дека индустријата загадува со помош на институциите, иако речиси никој не се придржува целосно кон прописите за заштита на животната средина, па така сите предизвикуваат енормно загадување. Детектирани се и индустриските објекти како предизвикувачи и домакинствата кои што се загреваат за жал на дрва кои што се, но немаме конкретни чекори, ниту 24 часовна инспекција и мониторинг на индустриски капацитети и на поголеми и на помали и пекари. Да не збориме дека само цементари туку и помалите кои што загадуваат. Сега во овој период. Поготово сега во овој период, бидејќи имаме температурна инверзија и тоа температурна инверзија се што создаваме доле не дозволува да излезе загадувањето од Скопската котлина и затоа ние се гушиме. Освен во Скопје на 15-то место се наоѓа и Приштина, а потоа следуваат Белград и Загреб на 32-то, односно на 33-то место. Од градот реагираат дека се што се пласира во јавноста ги пишуваат партиски војници и велат дека текстовите за загадувањето биле нарачка на политички кујни. Со цел да се покаже дека Скопје не е меѓу најзагадените градови во светот, Даниела Арсовска се повика на интернет страницата WAQR, но за жал и таму стои дека воздухот во Скопје е 3 до 4 пати позагаден од дозволеното.